Чистењето на каналите за наводнување во Кочанско е во завршна фаза, со што водостопанската подружница Брегалница навреме ќе ги почне подготовките за пуштање на водата од хидросистемот. Годишниот план за одржување на земјените канали и на речните корита е реализиран скоро во целост, при што досега се исчистени околу 150 км канали и вади во атарите на општините Кочани и Чешиново-Облешево. Останува да се доврши чистењето на дел од каналската мрежа во Виница, Зрновци и Жиганци. Од водостопанската подружница информираат дека биле ангажирани 4 сопствени машини за чистење на каналите за наводнување во целиот регион каде ќе се сее оризот, така што по подолг период може да се каже дека подготвено ќе се дочека предстојната сеидбена сезона. Дополнително, како превентивна активност, за да се спречи излевањето на реките, обновен и заштитен е брегот на Брегалница во должина од 500 метри кај селото Прибачево и на околу 200 метри од Оризарска река кај селото Мојанци. Во катастарските општини Кочани, Грдовци и Мојанци исчистени се канали и вади со вкупна должина од околу 45 км, во Подлошко околу 12, во Прибачевско 11, а во Оризарско 7,5 км. Остатокот од каналската мрежа што беше опфатена со чистењето е во Виничко, Зрновско и Чешиновско. Со планот за наводнување пак, за околу 1/3 се зголемени површините што ќе се засеат со ориз, односно годинава во Кочанско оваа земјоделска култура ќе биде застапена на 4400 хектари. Дополнително, од хидросистемот Брегалница ќе се обезбеди вода за наводнување на уште 1000 хектари со други земјоделски култури. Според планирањата, водата од хидросистемот во оризовите полиња во атарот на Кочани и Оризари треба да биде пуштена околу 10 април.